Продолжуваме на кај филмскиот мост, каде што се снимаше филм, ама да ме убиеш нема да ми текне кој филм беше. И сега ќе се снима видео. Так, да си продолжиме и ќе снимаме видео каде што се снимало филм. На 200 метри од тука треба да биде мостот, така што имаме малку одење низ некои вакви. Сме во филмот влезени. За да дојме до филмскиот мост. Аха. Се движиме сега надолу, се изнајадевме, иако искрено морам да кажам дека според мене беше скапо за јадењето што го јадевме, онака многу скапо, пошто кој ќе размислиш човек, свинското, гарнирот, тоа фаќаше премногу пари. Наоколу личи баш интересно затоа што има како карпи и многу распаднати куќи. Некаде долу претпоставувам од лева страна треба да го најдеме мостот. Слегуваме. Патот е доста невообичаен. Скали од карпи. Се појки слушаме водата во далечината, низ овие огромни карпи. Еве го пред нас. Ова мислам дека е. Сега за кратко ќе го видите колку голем личи. Овде од десна страна. Уште малку има тука за слегвање. Има вода прилично многу, што е зачудувачки. Еве го мостот колку голем личи. Онде види има тагови, ако има пишано испишани делови на карпите. Онде мислиш ова? Подолу, цане е многу читам. Гледаш некој место. Да. Зумира за се гледа, не знам да се. Еве ги. Ајде го. Че колку онде тесно, онде не можеш да стапниш. Некои римски бројки да не се они други, некои триаголни гледам, илуминати обично има. Ама има многу вода. Човек, мостот е многу убав. Мост е како од филм некој. Да. Ова е за слики тука. Ајде да видиме каква слика има тука. Ова изгледа некоја символика има пред да го направат мосто. Било од дрво вајда и се кршеше и паѓа луѓето во реката. Може тоа е онака и причината најверојатно да. Или па некој има паднато, друго има прајано мосто. И тоа може да. Ама појки има смисла тоа што го велиш ти. Птица има горе што огледа, крст има овде на средини. Епа да не. Да. Баш јако. А ова донаци. Што пише тука? Ѓубрето не се враќа само. Туку е дел од твојот ранец. Носи го со себе секогаш додека не стигнеш дома. На ѓубрето нозе да му Камен мост, Stone Bridge, а има и некои други места. Свети Никола, Свети Атанас, таму да не бевме ние, можно е да тока што бевме, Манастир Чебрен. Иво веќе си легна на мосто. Ти си бил веќе тука? Да, сум бил, ама вака да сум легнат на високо ризичен режим, не. Ти е прв пат. Онде дури има базен за деца. Види, онде долу има, може да излезеш од куќарка. Можеме да Има куќарка овде. Да, може да се излега од оздол. Па си излега од оздол, ај не лихаја. Онако не си рушено. Да. Не се блокирано. Ајде? А која река е ова? Тоа е Прашон. Ова е Градешка, да, може. Љуба е за капење. Колкаво дрво има паднато, човек, види, еј. Сега влегваме во ова такозвано куќа, или шо и да е, да видиме дали има можност да се влези. Не знам шо е. Влез со освежителен пијалок. Шо? Сега сме долу, непосредно до реката. Ајде да слезиме на ова некако, не знам. И тука да сејме можеме. Мостот тука исто изгледа фасцинантно. Иво му ја летна. Си шета вместо во вода. Над вода. До вода. Калкулира сега, калкулира. Пробва да ја подигни водата. Нивото на водата да го подигни. Колку јака е навлез? 2 сантиметри крена? 5-6 море. 5-6? Може да почне да врни сега. 6 нанометри. Уште за малку ќе почне да го полнам базеном малку. Жабите ќе почне да грекат, да се радват, да те поздравуваат. Благодариме честити човек. Ла ли ла ру да. Како, по кој пат Ангел и Иво заминаја таму? Веќе не се ни гледат кај се. Како? Се создадува пат. Да. Како се најдоа на другата страна на реката? Иво, јас мислам грмотевици ги предизвика. Ќе падни карпата. Чекај да видиме што права децата. Нема, ова е тотално непристапно место. Дали Иво ќе направи скок?
Ангел не знаеме што точно сака да направи. И излего е на другата страна. И сега ќе се качат горе. Или не? Шо е тоа? Иво веќе се поврза со природата, збора од камен. Новиот Никола Тесла. Да. Два телефони имат. Еден за едниот, еден за другиот. Еј, ми падна телефонот. Да го земам? Чекај, јас ти ми фиксио сака ти ова. Звони му да ти го донесат. Сега Ангел се договара. Не крева. Нема мрежа. Секретарка се уклучва. Сега и другиот телефон ќе го фрли. Во мене ќе го фрли. Чекај, треба да отстапам место. Чекај. Ќе фрла со телефон. Се скрше телефонот на 3 парчиња. Мислам дека на 4 се скрше. Треба да се пребарат делоите. Да го склопиме назад. Му летна батеријата. Еве го другиот звон. Сега трет телефон. Ова е со микрофон. Што се дешава? Ова е антената ја откорна. Зато нема сигнал. Не знаеме точно шо прави. Ај се фрли антената тука. Не, антената нема да доскоп. Копието. Да видиме што ќе направи. Копието си ја мара од задниот дел на стапот. Нема не беше го прав. Се само повреди. Само поглед и товари. И му да направите. Си подават со копие. Ајде, падлај. Ова е знак дека треба дома да си ојме. Нов обид. Ангел, нов рекорд. Иво прави некои ризични движења. Овде има дупка. Ле. Пани си ритва во Немаш гајле. Да, овде е како изгајнца ми кажа. Е па вака се пушташ и во вода. Фално да. Јас сум многу блиску до водата. Телефонот на Ангел плови. Колку заврши мисијата, многу кратка. Да. Многу кратка. Ги гледам парчињата од телефонот. Гледам, еве, тоа е батеријата најверојатно. Да. Окей, да. Еј жапче. А што требаше со постав некој? Ева снимај жапче. Кај е жабата? Ај, во вода внатре седи. Дали ако ја мрдниме малце водата ќе скокне или ќе седи така? Да, ај пробај. Дечки, јас го најдов кај модел. The ripple effect. Ова сигурно го осеќа жабата. Вибрациите. Да, ripple effect. Ова е добар. Малце полесно. Аман ти са. Инструкција. Браво, Зденчо, браво. Малце појако. Послабо и поправо. Поправо. Уп. Ете го. Еве го. Браво. Колку чудно место падна. Да. Таму е. Брат, ќе ја преврти карпата, ќе фрли со карпа овај пат. Slow motion падна. Вака. Што правиме бе, брат, ко компетишн да гледаме офрлање камен. Гледаме компетишн. Се надпреварува сам со себе затоа што е најдобар. Атлетата е горе, а гледачите се долу. Наместо Обратно. да. Фрла со гнев, бро. Со гнев. Фрла камења со гнев, бро. Со гнев. Оди се погоре и погоре, онака, нови рекорди руши. Ангел си искаче на врво и фрла со камен. Одличен прв фрлеш. Тука, Ангел, овде! Јас не гледам ни кај фрла, мал камен беше. Абе, поголеми камења, море. Со сончоглед фрла Ангел. Поголеми камења, цела планина камења. Двата се горе искачени. Сега не знаеме каде заминуваат. Но најверојатно ќе земаат камен.
и ќе го фрлат во водата. National Geographic. Овај голем, овај погодок е. В дрво. Джбуно. Ама какова поза прави кој ќе фрла? Види. Атлетска поза скрозна. Ама ќе ме рокни погла кај да. Кај да ќе ме рокни. Кај да, ќе почни со лисија да фрла. Не гледаме кај фрла. Мали се! Полека! Вели не фрла поиќе. Тука сме ние, камен онде замина. Тоа беше сериозно и не смешно. Нично не беше смешно. Уп! Рече не фрлам пути и продолжи да фрлам. Да не направи копје. Овај далеко. Повторно фрла во базено фрле. Мали во базен поголу. Значи веќе мислам дека секој камен кај мене нагла иде. Не, ќе летни еден наваму. Немој, доста е. Па ја треба да се евакуираме од тука, брат. Ова беше граната. Треба евакуација до нешто, брат. Ево, со овој џабе. Слегват надолу, ни се доближват. Сега сме како два противнички тима, тие ни се доближват, ние му се доближваме. Ние со телефонот да фрлиме. Така батеријата ојде. Инаку, додека бев на авантурата, најдов нешто што мислам дека на латински се вика мента пиперита. Мента пиперитата многу убаво мириса, брат. Ова за чајче? Па види, има малце див вкус така. Нема толку благ вкус како нането, например. Човек, уште бомби, рафали, гранати фрлат. Ајде да се качуваме горе. Како кажав за ово? Ајде. Мириса на нане, ама има див елемент. Може да се прави чај, да, ама не е ист како обичното нане одгледано во градина, на домашни услови. И гледаш какво е, како малце... Нема како да се опиши, мислам, со како збор. Освен диво, буквално диво. И нормално има цуд ова време и мириса преубаво. Го напуштаме овој прекрасен објект, куќарчето, мостот. Се искачуваме по овие, да ги наречеме скали, направени од природата во соработка со човештвото. Човек, National Geographic станав онака. Сонцето ни мавка со рачето. Последниот здив го дава. И ние со последниот здив се враќаме кон колата, за да го фатиме пато за Битола. До Битола имаме негде сат и 15 минути патување. Не е долг пат, ама е така по-зезнат за возење, затоа што има многу кривини, сега веќе се стемнува, така што сето тоа влие. Сега ние си тргнавме за назад. Денешната авантура мислам дека беше успешна. Какво мислење имате вие за денешниот ден? 10 од 10. Екстравагант. Иво е камерман моментално. Можам да се согласам јас само со сите Изјави. учесници. Бапнете лайк на видеото. Иво камерата е префрле пелистер. Малце вако, чекај. Брат, цела снимка е каше попара, знаеш. Џабе. Бапнете лайк на видеото. Колку лајко мисли да собериме, дечки? 73. 1000? Да собериме 730. Пишете коментар која авантура во денешниот ден, кој дел од денот најмногу ви се бендиса. Манете subscribe и се гледаме во наредното видео. Чао!